Врховниот суд на САД е составен од 9 судии. Како и сите федерални суди, тие се именувани доживотно. Кога судијата ќе избере да се повлече од функцијата или ќе почине, се започнува со негова замена. Според уставот на САД, улогата на председателот е да номинира кандидат за Високиот суд, додека Сенатот го спроведува процесот на потврдување. Председателот може да избере кој било. Не се потребни посебни квалификации за да се биде судија на Врховниот суд. Сепак, кандидатите обично се избираат од понизок суд. Пред председателот да го објави кандидатот, Белата куќа и одделот за правда го проверуваат кандидатот. Ова може да вклучи истражување на професионалните одлуки и личните финансии на номинираниот. Откако ќе се номинира, Сенатот го започнува својот процес. Прво, Судскиот комитет на Сенатот спроведува собствени истраги за кандидатот. Судскиот комитет, кој во моментов е рамномерно поделен помеѓу републиканците и демократите, одржува и приватни и јавни расправи. На рочиштата номинираниот сведочи заедно со сведоците и со оние кои го поддржуваат или се противат на кандидатот. Комитетот потоа дава препорака до Сенатот, кој потоа започнува дебата проследена со гласање за потврда. За потврда е потребно просто мнозинство од сенаторите, додека подпредседателката на САД може да се вклучи доколку резултатот е изедначен. Таков исход е можен во сегашниот Сенат, кој е рамномерно поделен помеѓу републиканците и демократите. Целиот процес обично трае неколку месеци. Сепак, најновата кандидатка за Врховен суд, Ејми Кони Барет, беше избрана за само 27 дена. Поранешниот председател Доналд Трамп сакаше да се осигура дека таа ќе седне на клупата пред изборите во 2020. Председателот Џо Бајден работи така што неговиот кандидат, Кетанџи Браун Џексон, исто така ќе биде потврдена брзо пред какви било промени што би можеле да се случат во Конгресот како резултат на конгресните избори подоцна оваа година.